Благодарам. Колешке, околу зелката, дај нека ви каже колегата министер е тука, сега зборите со зелка, ви пишале тамо во текстот, немојте сега зелка, не се откупува во овој момент. Па уште па ги газеле со трактори, зелките и тие работи. 10.000 тони имате плюс зелка, сега ли ќе зборувате во јуни, на средина на јуни за пролетната зелка? Дај нека не ве навлекуваат на некои работи, имаме дискусија, дај да ја водиме дискусијата како што треба. Сега да зборувате во делот на субвенциите, се доцнало со субвенции, дај да ги соочиме ставовите, ама зелката сега да ја зборувате на средина на јуни, мислам, стварно нема смисла. Втората работа, колешке, не е спорно што јавното обвинителство преземало мерки против два функционери. Па ние за тоа се залагаме. Секој еден кој што се огрешил од законот, подеднакво треба да одговара. Ама подеднакво, знаете што е спорно кај нас? Зошто не одговарате вие во вашите редови? Ние тоа го бараме. Ние тоа го бараме. Јавното обвинителство треба и таму да постапи. Подеднакво исто. Тоа е она што ние го бараме. И тоа сакаме да го видиме, ако сакаме да имаме еднашка за секогаш да разрешиме со криминалот во оваа држава. Тоа е спорно, а не е спорно зашто во овој момент јавното обвинителство постапило. Тука вие треба прво да прашате каде јавното обвинителство не постапува за корупцијата која што беше очигледна во вашите редови. Помеѓу другото, почитувана колешке, ако сакаме реално да дебатираме и да разговараме во делот на земјоделието, вие треба да кажете дека до сега се веќе исплатени 13 милиони денари. Се зголемува субвенцијата по производ, особено онаму каде што се работи за субвенции кои што се дават по килограм предадени, како што е на пример за тутунот. Бидејќи се зголемува производството во државата и ние тоа треба да го потикнеме. И добро е што се зголемува производството, но ќе се зголемуваат и субвенциите и ќе бидат потребни се повеќе и повеќе средства од буџетот на државата. Почитувана колешке, запамтете го ова. Во оној момент, а тоа ќе биде набрзо, кога ќе се исплатат субвенциите за тутун, први би требало вие да застанете овде и да кажете браво за енормното, односно за рекордната исплата на субвенции за тутун кој што ќе ги има оваа година. Памтете ми го зборот, има рекордна исплата на субвенции за тутун за оваа година. А вие ќе треба да се засрамите и неспособните министри да ги барате во ваши редови. Еден седи до вас, а можете и позади вас да видите неспособен министер како изгледа во живо. Благодарам.